токму од Дневниот центар за стари лица при Црвениот крст во општина Чаир. Во вклучување на лице место ќе напоменеме за сите оние активности кои што се спроведуваат од страна на Црвениот крст по повод недела за грижа на стари лица, која што се одбележува почнувајќи од денеска 17 ноември па се до 23 ноември. За какви се активности станува збор? Едукативни, социјални, интересни за самите корисници на дневните престои. Во продолжение слушаме многу повеќе од мојата денешна гостинка Бојана Лазаревска од Црвениот крст. Да и посакаме добро утро. Добро утро. На самиот почеток напоменав дека се одбележува оваа недела за грижа на стари лица, започнувајќи од денеска. Зошто е важно да се одбележи оваа недела, со оглед на тоа дека традиционално Црвениот крст ја одбележува секоја година во овој период? Така, како што кажате, традиционално Црвен крст на град Скопје ја одбележува оваа недела секоја трета недела месецот ноември. Важно е бидејќи се потсетуваме колку се важни нашите стари лица во општеството, активниот пристап кон староста и обезбедување на услуги кои се квалитетни за нашите стари лица. Во однос на самите активности, напоменав дека се одржуваат секакви активности оваа недела, без разлика дали станува збор за од аспект на едукативноста и слично. Може ли да напоменеме нешто повеќе за денешниот ден најпрво? Какви активности ќе се спроведуваат денеска? Така, денеска сте присутни како што напоменавте во Дневниот центар во Чаир. Денеска се спремаме моментално за едно предавање на тема права од социјална заштита за стари лица. Една тема која е многу важна за нас, зашто корисници во смисла на да ги дознаат своите права, каде се обраќаат, кои институции им помагаат и како ние може да им помогнеме. Предавањето ќе се одржи од социјален работник, интересот е веќе многу голем, така да се трудиме да опфатиме теми кои се посебно за предавања многу значени за нив и нешто што го бараат самите корисници во слушност во текот на нашите активности. Освен оваа активност која што ја напоменавте, напоменав дека ќе има едукативни, но исто така ќе има и хуманитарни активности. Ако не се лажам, во текот на овие денови ќе се спроведе односно ќе има хуманитарен базар. Така, значи вака, еве да дадам поред да кажам, утре имаме една изложба во Дом на култура Кочо Рацин. Изложбата е на сите слики кои се изработени на сликарски работилници. Значи од 11 до 13 часот, секој кој е слободен, ги покануваме да дојдат, бидејќи на вистина ќе биде една многу убава хуманитарна исто изложба. Потоа имаме тука една забава во исто во Дневен центар Чаир. Една забава од традиционен тип, затоа што ќе имаме една XU забава со хитови од тоа време, со дрескот од тоа време, па на вистина се надеваме дека ќе биде многу интересно, бидејќи идејата е од самите корисници. Значи ние кога ги правиме овие идеи, ги правиме ние како тим со наши идеи, меѓутоа црпиме и од нив идеи, нешто што ги интересира и што им е интересно. Во среда е хуманитарниот базар. Овој базар е сега година традиционално се одржува и целта е нели сите што се соберат средства се наменуваат понатаму за стари лица кои се социјално ранливи. Потоа имаме посета на пожарната станица во Скопје, запознавање со тимот на пожарникари, работа, нивните предизвици. И во петок имаме они стандардни пунктови за мерење шекер и притисок бесплатно. Имаме на 3 локации: Зелено пазарче, автобуската постојка, Бонјаковец и Саре од 8:30 до 10 часот. Напоменавте дека забавата на некој начин е нивна идеја. Кои се други идеи биле до сега од нивна страна понудени во текот на изминатите одбележувања на оваа недела за грижа на стари лица? Така, ние спонтано разговараме со нив пред да дојде неделата, што би сакале да слушате, што би сакале да видите. Многу често имаме побарувачка за предавање. Имаме побарувачка лани за дигитализација предавање, односно лажни вести на интернет, што може во што да се верува, народ си кажано во што не. Имаме многу често од нив идеи за дружби во смисла на вакви работи, забави, нешто што се издвои бидејќи ние послави класични, знаете, околу Нова година, така, меѓутоа ова е нешто што се разликува и навистина сме многу возбудени и утре денот да го дочекаме баш така како што треба со забава и дружење со нив. Да се надеваме дека ќе биде така. Настрана од оваа недела за грижа на стари лица, овие дневни центри на некој начин во истите се спроведуваат слични активности. Кога веќе напоменавте предавањето и пред самото вклучување, можев да забележам зад мене дека корисниците учеле и англиски јазик заедно со вас. Кажете ми, какви се услуги нудат овие центри? Едниот се наоѓа токму овде, каде што се наоѓаме во Чаир, има во Саре и во Даре Џамбас, каде што и честопати сме имале вклучување.
Така, услугите кои се нудат тука, како што напоменав, се пред се за промовирање на активно старење кон како пристап на живот. Бидејќи ние, пак ќе кажам, се обидуваме да ги срушиме оние бариери и стереотипи, дека кога луѓето влегуваат во пензија, дека готово животот завршува и тука е се, ние време не, напротив, сега почнува, времето е слободно и старите лица имаат многу што да понудат во оваа природодивниот живот. Услуги и активности кои се нудат тука е една месечна програма која се изготвува и каде што секој ден е напоменато каква активност има. Во овие центри има многу често работилници од типот на сликарски, креативни работилници по плетење, по шиење, често едукативни предавања, чиконг вежби, кои се вежби за ментално и физичко здравје. Потоа имаме многу често прошетки, имаме често предавања, имаме често одбележување на календарски активности на Црвен крст и пак ќе кажам идеите ги правиме заедно со тимот и со корисниците, па ја формираме таа програма сопатна која има различни активности. Слушајќи ги овие активности, односно слушајќи старите лица, слушајќи ги овие информации за активностите, верувам дека го привлекува нивното внимание. Што ако некој од нив сака да стане корисник на овие дневни центри, како се прави таа селекција? Така, селекција нема. Секој лице што е возрасно, старо лице си доаѓа во еден од дневни центри, ние препорачуваме каде што живее да му е во близина. Речеме Чаир, Дара Џамбас центар или Сарај, си доаѓа во дневниот центар, си пиеме кафе, разговараме, се вклучува и тоа е тоа. Навистина никаква потреба нема од ништо друго, освен да има желба и волја да дојде и да се дружи. Значи нема потреба од никакво пријавување предходно, согледно тоа верувам дека имате и определен број на корисници во еден центар, токму и затоа прашувам. Така, имаме моментално бројка од 30 корисници, меѓутоа секогаш центар добредоден за повеќе, секој што е заинтересиран, никој не се враќа, така да ги покануваме сите оние лица кои гледаат оваа емисија да ни се придружат и да бидат дел од вакви дневни центри. Секогаш бројката варира. Ви благодарам многу за одвоеното време. Благодарам и вам. Благодарам уште еднаш. Говоревме за неделата за грижа на стари лица, која што се одбележува започнувајќи од денеска со различни едукативни и хуманитарни активности од страна на Црвениот крст со корисниците на дневните центри, односно центарот каде што се наоѓаме во општина Чаир, општина Сарај и општина Центар.